Ајде да се одиме во собата. Дојди да видиме. Мојот син не се плаши, нели сине? Гледаш, дојдевме во нашата соба. Ајде да те видам сега. Оп, тука да ставиме. Нечистник. Тука. Председателе, метрополата не е толку голема за волк оружје. Што ли ќе правиме со ова? Ќе го поделиме на нашиот народ. Герилската војна веќе е при крај на својата мисија. Понатаму борбата ќе ја водиме како револуционерна народна војна. Председателе, ова не е земја во која ќе создадеме држава за нашиот народ. Ти знаеш ли колкава е бројката на нашиот народ во оваа метропола? Да им дадеме на знаење на турците каде е нашиот народ, таму е нашата борба. Добре, председателе, ама човек кој живее во метропола не се разбира од борба. Тој и онака води борба за своја екзистенција. Ете, ние тука се разликуваме. Ти се грижиш за сегашната генерација, додека јас се грижам за идните. Децата на нашиот народ, кога ќе пораснат со овие оружје по своите домови, ќе им биде јасно дека нивната слобода зависи од оружјето. Председателе, што ќе правиме со луѓето што немаат оружје? На тие што ќе одбијат да се вооружат, најдобар одговор со ова оружје се дава. Во меѓувреме, феудалецот Изет ги пратили парите. Председателе, Изет се наоѓа во неволја. Го киднапирал детето на полот. Сега не може да се движи слободно. Погледни ме. Нека каже каде треба да се видам. Се собра многу за плаќање. Ако умре пред да ни плати, председател Шахмаран од нас ќе наплати. Се разбира, председателе, договорен. Знам така. Сите луѓе борбите Што е, Вујче? Што бараш во таа книга? Имна што да гледам? Опортунист што значи? Што има потреба од книги за да го научиш тоа, Вујче? Ке ги кршам рацете и нозете на некој човек, што ми оди на нерви, па ќе ти ги испрата. Благодарение на мене, докторите многу заработуваат. Го користиш џокерот? Не, Вујче, тоа го чувам за на крај. Последна одлука? Сафет? Ти кажи ми да видам. Опортунист, значи користолюбив човек. Некој кој гази се пред себе за свој интерес. Слушна ли им дат? Слушна, Вујче. Употреби го во некоја реченица. Дај ми пример. Сафет е прав опортунист. Да речеме дека ова го прифати. Да стигнавме на второто прашање. Што значи компродор? Вујче, сега сакам да си го искористам џокерот. Сакам да му се јавам на Вујко Нури. Дали ти е тоа конечна одлука? Ич не го сакам тој Нури. И џокерот го изгуби и изгуби $1000.
Тоа е за да не спремаш испити за службеници. Поради тебе соработуваме со организацијата. Го учам им дат на нивниот јазик. После оваа возраст нема јас да разговарам со нив. Нема ти да го учиш нивниот жаргон за. Нив ки ги учиме на нашиот жаргон. Имдат, кажи да те слушнам. Што значи джаргон? Има ли полесно од тоа, Вујче? Тоа е еден многу познат странски збор за тоа што секое сабајле го јадеме за појадок. Може да биде телешко, мисиркино. Теле, мисирка. Не се занимавајте со празни работи, бе. Ти всушност се занимаваш со празни работи. Организацијата не е јаболко за да ја делиш? Нема да го делам на две како јаболко за. Ке го поделам како калинка на 1000 парчиња. А, Вујче, ова го знам. Тоа е тактика на империалистите. Подели и владај. Имало и калинка, имало и калинка. Аман. Каде е болниот? Нема болен, доктор. Ведовме за да не се разболат. Не ве разбирам. Ова е Изо. Тоа таму е брат му Полат. Од сега натаму ти ќе ги прегледуваш нив. Тогаш да ги прегледам и да си одам. Докторе, ти ми се допадна. Никаде не те пуштам. Јас имам своја фамилија, своји пациенти. Докторе, ти од тука ако не излезеш жив, од тебе нема да видат аир ниту твоите фамилија, ниту пак твоите пациенти. Поради тоа направи го тоа што јас ќе ти го кажам. Убаво се грижиш за моите внуци. Инаку знаеш ќе се скараме. Ајде да видиме, дојди Изош. Ајде земи го. Браво, Джемал. Знаев дека паметно ќе постапиш. Размислив за твојата понуда. Имам два услови. Ајде кажи ги условите да ги чуеме. Како прво нема да контактираш со мене. По потреба, јас преку Заза ќе те контактирам. Ако има нешто хитно пак, Заза со мене ќе биде во контакт. Вие големиот Заза го направивте двостран агент. Нема да бидеш агент за. Ти си само посредник. Како Обединети нации, вика Вујче. Јас не сакам да останам помеѓу. Добро де. Никој друг не би можел да ја превземе таа работа за. Тогаш дајте ми некоја понуда која не можам да ја одбијам. Ако сакате во затворен коверт, ако сакате во отворен. На крајот ќе заработиш многу големи пари. Велиш? Добро, тогаш јас да не ве прекинувам. Имдат, прашај ги, што ќе јадат, што ќе пијат, ајде. Првиот услов е во ред, Джемал. Да го слушнам вториот. За да ја задржам својата позиција, потребно е Изет да биде жив. Види, ќе ти кажев за тоа да разговараш со ангелот на смртта, ама од овој момент ни тој не може да го запре Полат. Ако отиде Изет, тогаш ќе ни секнат парите. А тоа од мене ќе го наплатат. Тогаш единствена шанса за тебе е син му на Полат. Ако успее Полат да си го врати син му, на Изет ќе му се продолжи животот. Лисицата влегла во погрешен кокошарник. Јас да ви кажам, ово е последниот кокошарник во кој ќе влезе. Утре вечер. Тој манијак ја оперирал ќерка ми и го украл внук ми. Детето да го земеме, ама малку да го одложиме убиството на Изет. Ако не испадне како што треба, со тебе ќе имам работа. Како доснавте? Полат го најде син ми? Јас да знаев кој покол по мене немаше тука да стојам.
ќе одев и сам ќе се расправа со него. Немој мене ти да ми глумиш. Тоа веќе моје дете. Никој не може да ми го земе. Немој повеќе да ме нервираш, оди си. Долина на волците. Господинџи,